Македонија ги губи пазарите за традиционалните производи, од чиј извоз во државната каса се влеваа највеќе девизи. Згора на тоа, нашата држава има високо квалитетни производи, но мал капацитет, затоа не можеме нити да постигнеме цена која би гарантирала стабилност на земјоделците, нити пак да понудиме доволно конкурентен производ на пазарите од конкурентските земји, каде има голем прилив на производи, анализираат земјоделските експерти. Шокантни се податоците кои говорат колку Македонија е зависна од увозот. Тоа е за мене застрашувачки, се иде транзиција кон продукти кои што имаат пониска додадена вредност, затоа што се фармерите под многу помал трошковен притисок, но за државата по единица квадратен метар фактички повратокот е многу помал. Зависност од увоза производа у Македонија и Србија. Во зависноста од увозот на производи во Македонија, тука лежи одговорот како ќе се движи во иднина инфлацијата. Звучи неверојатно, но македонската економија е зависна од увозот со над 70% во 2022 година. Ова значи дека доколку некој сака да воведе санкции и да не може да се увезуваат одредени производи, автоматски се доведува во прашање отпуштање на работната сила и затворање на компаниите. Додека народот има за корка леп, ќе молчи, но кога се ќе им дојде преку нос, луѓето ќе излезат на улица, вели Кочовик. Ако нешто што увезуваме поскапи, а поскапува се, логично е дека и дома цените ќе растат. Македонија може процентот на увезена роба да го замени со домашна, но за тоа треба време. Со само 20% извоз Македонија сега да вложи на човечки напори не може да постигне ништо. Деците се експертите кои отворено кажуваат дека не веруваат во најавите за намалување на цените. Никој не знае, тоа е за мене лично се чисто шпекулација. Видете, очекувам дека може ќе има некое стабилизирање, али враќање на претходни цени не. Она што очекуваме може би да не е толку рапидно зголемувањето на цените. Македонија има, пред некое време размислав на оваа тема, Македонија има проблем, знаете како, ние прво немаме доволен увид што ни се случува. Многу малку се работи на анализа на податоците. Методологиите на пратење на производство се деломно застарени, а за да креираме политика, прво треба да знаеме каква е реално конкретната ситуација. Мислам дека немаме увид во состојбата, завршува Муканов.